Препознатливата популарна емисија, која е и најгледаната емисија на телевизија Алфа, досега има поминато 1000 километри низ убавините на Македонија. Најпопуларната емисија Везелка ја гледате секоја недела од 12 часот до 14 часот и 30 минути, а репризното издание го гледате во сабота со почеток во 15 часот. Секоја емисија си е своја приказна, па така Везелка секојдневно ги освојува симпатиите на гледачите. Екипата на Добро утро секое утро имаше можност да присуствува директно на снимањето на емисијата Везелка. А како се изгледа тоа во позадина, ќе имате можност да проследите во наредните минути. Со слика ви пренесуваме дел од подготовките. Но како дојдоа до идејата за ваков тип на емисија, која што до моментот на Везелка немаше во македонскиот медиумски етер, како и до нејзина реализација, ќе дознаеме од програмскиот уредник Методи Алексов. Увидовме дека во македонскиот етер недостасува емисија што ќе ја промовира македонската култура и традиција и што ќе внесе малку позитивна енергија во домовите на нашите гледачи. Големиот успех што го постигна Везелка ни потврди дека сме биле во право. И морам да додадам дека многу ми е драго што и многу други сега телевизиски куки го следат нашиот пример и прават слични проекти. Што представува Везелка за телевизија Алфа? Везелка е најгледаниот во моментов, а слободно можам да кажам и најубавиот проект на Алфа телевизија. Алфа телевизија е посветена на промоцијата и негувањето на македонската култура и традиција и со овој проект ние го правиме токму тоа. Да верувам дека долго време се подготвувавте пред самиот почеток, пред самото емитување на првата емисија од Везелка. Како се создаде тимот, како се создаде целиот концепт на емисијата? Мојата идеја за реализацијата на емисијата Везелка немаше да се оствари ако не беа луѓето што сега ќе ги запознаете. Значи, телевизијата е тимска работа и без квалитетен тим не можеше да се направи ваков успешен проект. Втората сезона на Везелка е доказ дека и тоа како гледачите го поддржуваат овој проект кој што е во реализација на телевизија Алфа. Досега имаат посетено 63 различни места, општини од нашата преубава и живописна Македонија. Како е да се работи буквално со сите македонски музички звезди и со какви предизвици се соочуваат во текот на подготовката на емисијата, но и во текот на снимањето, задолжен за изборот на музичари е музичкиот соработник Дејан Ѓоргиев. Мојот ангажман е комплетно, значи целиот тој концепт на таа една емисија да се организира во делот на музиката, да се издоговорат сите песни, сите пеачи, да се пронајдат тие локални познати изведувачи во областа на музиката. Конкретно баш еве за таа емисија за сега што ја снимаме, сега снимаме за Зрновци, општина Зрновци, беше проблем да се најде група од таму, локална група, нема која што работи во тој карактер на музика. Морав да се обратам до дечките сега што ги гледате во позадина се од Свети Николе, Фокус бенд. Кога се јавив дечките баш беа онака прво збунети и после беа баш онака фасцинирани од нешто. Па што, како баш на нас ни текна супер што ти текна ние да дојдеме во таа емисија. Прв пат се, баш име задоволство што ќе биде дел од таа емисија, така да
Се надам ќе уживаат и Зрновчани и целата Македонија и гледачи на емисијата. Студиото на Везелка досега беше домаќин на стотици музичари, готвачи, занаечи, граорци, уметници, луѓе кои што придонесоа за Везелка да биде тоа што е сега. Емисија со препознатлив квалитет, а дека емисијата е лидер во ваков тип на емисии, тоа го препознаа и гледачите. Гостите и содржините кои што се дел од оваа емисија преку екраните успеваат да ни ја донесат Македонија дома. Големо задоволство е да се учествува на оваа емисија. Оваа емисија е на нашата национална телевизија Везелка, која што покрај можеш да гледана во Македонија и гледана и целиот свет. Покрај емисијата се афирмира традицијата, културата, македонските изворни традиционални ора. Наша чест и огромно задоволство е што токму нашиот ансамбл, овој пат соиграната група од Зрновци е учесник на оваа денешна емисија за општина Зрновци. Пред се задоволство да се учествува ова, можам да кажам слободно, најгледана емисија во Македонија, па и надвор од држава. Презадоволни сме. Значи, од самиот прием, од самата професионално што имате како екипа, од амбиентот, атмосфера, значи се може да кажем во најдобар ред. Па мене ми ова трет пат да гостувам овде и секој пат ми е некој ново искуство. Значи, штом доаѓам 3 пати секако дека ми се допаѓа, мислам одличен и концептот, водителите, секогаш има некоја позитивна енергија што ме носи овде да дојдам. Организацијата за ваков голем проект и тоа како не е лесна работа. Секоја емисија само по себе е нов предизвик, вели Мартин Гичевски, кој што е задолжен за организацијскиот дел на емисијата. Значи, захтевна емисијата, си бара работа, но кога го видиме крајниот резултат, емисијата не е една од најуспешните музички емисии во државата, све друго паѓа во втор план. Но колку време е потребно за да се подготви емисијата која што ја гледате на малите екрани и како се подготвува од сценарио и реализација? Секако дека е тешко, тоа што гледачите го гледаат во рамки на тие 2,5 часа за време на емисијата е резултат на работа што се работи цела недела. Значи, нам ни е потребно цела една недела за да подготвиме една емисија. Штом ќе се заврши една емисија, веднаш се оди во следна општина, се остваруваат нови контакти, се бараат нови гости, се вршат истражувања на терен, снимање на прилози, нели, за да дојдеме до оној момент кога ја снимаме емисијата во нашето студио. Екипата е малдубројна, но е компактна, е вредна и би рекла дека сите веќе функционираме како едно семејство, сите многу добро се познаваме, ги знаеме нашите и силни и послаби страни и мислам дека токму тоа не прави да бидеме јаки, што сме сите како еден организам, после толку многу емисии, после толку многу часови, денови и ноќи поминати заедно и во студиото на Алфа, во студиото на Везелка, во убава атмосфера, со многу песна, со гости, во атмосфера кога и се греши, и знаеме и да се насмееме, и се случуваат разноразни згоди и незгоди. Сето тоа ја прави магијата на Везелка и позади камерите, не само она што се гледа пред камерите. Добро познатото трио водители кои што втора сезона поред секоја недела точно напланне се вашето друштво во домовите. Ирина Спировска, Благоја Груевски и Андријана Алачки. Професионалци кои што секој на свој начин успеваат да го пренесат она што го доживуваат од некои повеќе познати, но и помалку познати места во нашата мила земја Македонија. Везелка е повеќе од емисија. А тоа е платформа каде што постојано дознаваме за историјата на нашиот македонски народ. Работи што не сме ги слушнале и работи што не сме ги виделе. Значи, постојано во текот на снимањето на Везелка, на многу региони во Македонија, подрачја, општини, градови, села, дури можевме да видиме изразувањето на луѓето и нивната традиција преку храната, затоа што во разговорите со нив не можете да забележите вие дека они го имаат чувството за храна како храна. Они ќе ви раскажат цела енциклопедија за едно јадење, од каде потекнува, која е историјата, која е легендата за тоа јадење, а што на вистина многумина од нас ниту го слушнале тоа, ниту го пробале тоа јадење. И затоа велам дека Везелка не сплотува сите, не обединува, затоа што и семејна емисија може да ја гледаат од најмалите
сите во семејството, до највозрастните, а уште подобро кога ќе се соберат сите на еден семеен ручек и кога ќе ја гледаат Везелка. Везелка спаѓа во жанрот, нели, забавно-рекреативни програми, иако бара доста сериозност во осмислувањето и подготовката. Мислам дека е убава задача на која не можев да ја одолеам, затоа што сум обкружен од добар тим. Целиот тим е компактен, инспирира за работа, Сметам дека Везелка е нешто посебно. Тоа го покажува и интересот кај гледачите. Не само што е забавно рекреативна, туку е доста едукативна програма. Може доста да се научи. Тоа ми го кажале луѓе вака гледачи, мои пријатели што ја следат, дека доста научиле. А јас самиот, работејќи на овие емисии, дознав многу за некои места во Македонија, нешто што не сум го знаел, иако сум бил многу пати во некои места, особено по малите градчиња, села. Македонија е прекрасна, има што да се види и да се доживее. Секој место си има своја убавина, така и општините кои што се опфаќаат во најтрадиционалната емисија во медиумскиот етер. Посебно доживување е да се отиде на терен. За изминативе месеци имав можност да посетам многу села, многу цркви и манастири, на мое големо задоволство, затоа што сум љубеник во нашите цркви и манастири. Имав можност да се уверам колку е убава нашата Македонија. Нема место каде што има манастир, а да нема и природен извор на вода, да нема срдечни луѓе да те пречекаат, да сакаат да те угостат, несебично да ги споделат своите сознанија за својот крај, така што тоа е еден навистина посебен момент за мене, на кој што подеднакво му се радувам, исто како и на секое снимање на Везелка во студио. Предходно ќе прочитаме, ќе разговараме со жителите на таа општина и сакам да истражувам. Го сакам непознатото, да го дознам за нашата Македонија. Не сакам ништо непознато да ни остане. Токму Везелка е таква емисија каде што тоа ни го возможува, нели? Меѓутоа, од едното разгледување, дали на интернет, дали во разговор со жителите на тоа подрачје, а кога ќе отидете на лице место таму, ќе дознаете уште многу работи што не сте ги планирали, ниту сте ги сонувале за сето тоа. А да не зборувам за вкусовите, сето тоа што ќе го пробате, што го нуди нашата Македонија. Како велат многу странци што доаѓаат во нашата земја, велат дека зеленчукот и овошјето го имаат најубавиот вкус токму во Македонија. Но да се навратиме на историјата на македонскиот народ. Во времето кога владеела голема сиромаштва, умешноста и уметноста на македонската жена била токму од она што го има во дворот. Компир, патлиџан, пиперка, граб, ориз, да ги направи најсовршените јадења и да ја направи најубавата трпеза. Максималната концентрација, доловувањето на емоцијата, помнењето на сценариото и многу други работи секогаш треба да се на највисоко ниво. Но кои се последните подготовки кои што се прават пред да се застане пред камера? Најпрво се консултираме со колешките мои, со Ирена и со Адријана, околу некоја боја на гардероба. Исто така може да се подсетиме на најава, нешто да смислиме, нешто интересно и така. За секое место има нешто што е карактеристично и нешто што е како да кажем, заеднички именител на некое место, нешто, некој символ, заштитен знак, па околу тоа се обидувам и да го сублимирам во тие 2-3 реченици. Подготовките се многу интересни. Ќе се договориш со пеачите да пеат една песна, па таа песна нема да им одговарала на пеачите, па на нас не одговара на сценариото. Тука има малку они сакаат да се изведуваат нивни песни кои што нели сакаат да се промовираат концептот на емисијата, пак тоа не го дозволува, сакаме ние да се вклопат во концептот. Има такви некои си како да се изразам проблеми можеби околу концептот да се уклопи
Но ако пак ние не го уклопиме концептот, нема да биде успешноста таква голема како што нели во моментот таа емисија го добива. Од договарање за текот на разговорот и преглед на сценариото до освежување на шминката и на домаќините, но и на гостите. Да се работи со колешките е прекрасно, значи кога доаѓа за се снима оваа емисија, пред се има преубава енергија, морам да кажам. Кога доаѓаат се консултирам околу обликата, гледам што ќе носат таа вечер. Во зависност од нивната облека, одлучувам како ќе ги шминкам. Имаме консултација околу тоа дали им се допаѓа нешто појако, нешто по-нежно. Во секој случај тоа оставаат на мене. Ми веруваат, веројатно затоа што со нив соработувам веќе 4 години. Така што после шминкањето започнува емисијата, гледам што треба да се коригира и продолжува текот на снимањето. Везилка го врати духот на традицијата и обичаите и секоја недела на гледачите им приредува уживање за сите сетила. Исполнети со многу музика, пријатни разговори и убави мигови поминати со Алфа телевизија. Прекрасни приказни раскажани за убавите предели на Македонија. Многу смеа, зачинета со убава енергија и позитивност во текот на снимањето е нашиот впечаток. Или дека се работи со професионалци кои што и тоа како си ја знаат работата. На екипата на Везилка им посакуваме уште многу успешни и извезени везилки.